Почитувани новинари, почитувани граѓани. Во преговорите со Бугарија не смее да биде оспорена македонската национална посебност, ниту пак засебноста на македонскиот јазик. Имаме информации дека действијата на Ковачевски во процесот на преговори се многу подлабоки од менување на уставот и внесување на бугарите во преамбулата. За оваа наша теза говори и фактот што се случи, а тоа е премиер кој води преговори да одбие национално единство и подаде на рака за преговори. Се случи да одбие неспорна декларација за Гоце Делчев, како и понуда да се разговара за секое отворено прашање. Сето ова отвара сомнеш дека во прашање е многу повеќе од уставот, а тоа е национално осакатување преку задирање во јазикот, историјата, па дури и со решение да не блокираат на европскиот пат. Затоа бараме писмени гаранции кон кои ќе се обврзе Бугарија, а за чие барање ќе застане Ковачевски. Ковачевски мора да знае дека привремената заслепеност од функцијата е минлива и дека не смее да има пазарење на сметка на македонските национални интереси. И тоа треба да му го каже некој и на неговиот министер за надворешни Бујар Османи. Дополнително Ковачевски треба да побара гаранции од Брисел дека нема да има повеќе кочење на патот кон ЕУ и безброј нови барања од Бугарија. Како држава, премногу долго сме блокирани поради ирационални спорови кои немаат никаква врска со европските вредности. И премногу долго се молчи за абсурдите поради кои е блокирана Македонија на патот кон ЕУ. Македонија мора да добие писмени гаранции дека никој веќе нема да ја блокира само заради тоа што не сакаме да правиме ревизии на историските вистини кои што се потврдени од антифашистичката коалиција во Втората светска војна. Никој нема право да ни го оспорува членството во ЕУ и никој нема право да го блокира просперитетот на нацијата. Овој народ одамна заслужи да ги отпочне преговорите со Европската Унија, без никакви дополнителни толкувања и условувања. Ви благодарам.